Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. 28.6.2023. Уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Но да го запаметиме, 27.6.2023 година, тоа е денот вчерашен, големиот ден на кој еден наш политичар покажа суверенизам и спротивставување на европското мешање во внатрешните работи на земјата. Да, пред да продолжиме со оваа тема, само на сите наши слушатели од муслиманска вероисповест да им го честитаме денешниот празник. Курбан Бајрам е денеска. Честит Курбан Бајрам, за многу години, многу среќа во вашите семејства, Да. многу љубов во вашите семејства, многу здравие, многу берикет и многу баклава. Или не е сега баклава. Добро. Или сега не е баклава. Секојаш, за баклава секојаш има повод. Заврши тој постот, така, или сега почнува? Не е постот, тоа е другиот празник, другиот Бајрам, не е Рамазан Бајрам. Так. Во секој случај, честитки, овакво, така што убаво кажа, да си го поминат во кругот на семејството, да си го поминат со помалку политики, со помалку од темите кои што ние денеска ќе ги дискутираме. Инаку, вчера во право си дека имаме преседан. Дури Ова е на ниво на објавување на војна. треба да се запише со златни букви овој ден, дека еве денот на суверенитетот. Почитувани слушатели, вчера... Денот на суверенитетот на Северна, затоа што нели Значи, вчера Ајде сега. австријскиот амбасадор Георг Вуцас. во свое соопштение, критикувајќи ја работата на македонските судови, објасни за еден случај, каде што за 4 милиони евра компанија од Австрија, од неговата земја, била измамена од компанија на фамилијата Заеви и сега се тужеле, но затоа што на спротивната страна во спорот има некој со презиме Заев, македонскиот суд едноставно... наводно, според сега немаме ние детали, ние... Ај се прво да објасниме. Значи, вика, фирма од Австрија има побарување. Значи, испорачале некоја услуга ли, некој добра ли, Стока, технологија, машини, не знаеме. 4,5 милиони евра од македонска фирма. И сега тие побарале времена мерка, забрана за отоѓување на имотот на фирмата, со цел, нели, доколку спорот заврши во корис на австриците, да си го напладат долгот. Во меѓувреме што се случува? Во меѓувреме оваа фирма која е собственост на Емилија Заева Костова, братучетка на Зоран Заев, прва, и сопруга на Атанас Костов од Валандово, Сестра на Трајче Заев. да, започнуваат да испумпуваат имот од фирмата, да го продаваат, да го ликвидираат, да го впаричуваат. И во тоа, според амбасадата, им помага едно врзино коло на јавни обвинители, на извршители, на нотари и така натаму, кои што, замислете, ова е врвот. Не спроведуваат мерка времена забрана. Тоа е судска мерка. Ај сега да одиме подлабоко во случајот. Сега, по мене вака, знаеш кој е мојот генерален став. Јас имам проблем кога вака директно во јавност се обраќа амбасада за конкретен случај. Затоа што мислам дека ова е суверена земја која што Да, но од друга страна... Да. Сега, ајде да видиме... Од друга страна една друга димензија. Ајде. Значи, овој амбасадор е амбасадор на Република Австрија. Така е. И он зима плата за да ги застапува интересите на Република Австрија. Љупчо, уште една работа што нашите ја забораваат. Често во Скопје слушам анализа, дури се сеќаваш една политичка партија имаше едно соопштение пред некој колку беше, со 7 години, нели, која прашуваше дали State Department знае што прави Хојти во Македонија. Кога тој Хојти беше специјален представник за Западен Балкан. Значи, вака се. Амбасадорот Георг Вуцас, иако има име и презиме, иако е конкретна личност, е представник на председателот на Република Австрија, на шефот на австријска држава, значи он вака е Австрија. И не само тоа.
Една од овие, ти си бил амбасадор, една од работите на таа амбасада е да им биде своевиден сервис, да ги застапува пред институциите доколку е тоа потребно, индивидуите и компаниите од Но земја. ајде прво ова да го Значи, во расчистиме. случајот- Не, ова да го расчистиме пред да влеземе што вика Заев. Амбасадорот, иако има конкретно име и презиме, тоа е земјата. Да. Значи во моментов ова што го кажува амбасадорот Е Австрија. Австрија. Да. За да стои ставна Австрија. Ај се друго нешто да И објасниме. дали има право да го кажува ова? Има право да го Апсолутно. кажува. Идеме понатаму. Одиме понатаму. Затоа што станува збор за инволвирани Да. странки од неговата земја. ама одиме понатаму. Еве. Амбасадорот, иако е врвен државен службеник, сепак е државен службеник, така. Да. Сега, често мене ме прашуваат, нели, овие нашиве кафејански мати, ваква била, таква била македонска дипломатија. Македонски дипломат, не амбасадор, трет секретар во било која македонска амбасада, Добро. ширум светот, нема да се дрзне збор да каже кон колеги на затворен состанок без инструкција од Министерството. Така. Значи, немој да се сомневате дека за ваква крупна работа, па како што се спомнува презиме на поранешен премиер, дека амбасадорот не добил не преќутна, експлицитна Наредба. инструкција, наредба од Така. неговото Министерство за надворешни работи вака да постапи. Е сега, во однос на ова. Ајде. Во однос на ова. Дали во однос на нас како Македонија има право да го стори тоа? Да, има право да го стори тоа. Зошто има право да го стори тоа? Сега ќе ви ги кажам причините. Прва причина. Македонија и Австрија имаат воспоставени дипломатски односи. Точно. Имаат попишано меѓународни трговски договори во кои ги регулираат дел од овие работи. Да, и не Така. заборавај, не заборавај Значи, една многу друга битна И димензија. кога Не, главниот договор кој е? Кога станува збор за Македонија и Австрија? Спогодбата за стабилизација и асоциација. со Европската унија. Така е. Да. Која што ги де факто ги регулира односите измеѓу единствениот европски пазар и Македонија. Апсолутно. И во тој договор што пишува? Во таа Ајде. спогодба што пишува? Таа спогодба пишува дека македонското законодавство треба да се приближува кон европското законодавство и така натаму, и дека еден ден, нели, Македонија треба да стане дел од Европската унија, заедничкиот единствениот европски пазар. Види го ова. Сега да ви преведам на ајде. народски, на Ајде народски. почитувани слушатели, кога вие ќе измамите австријска компанија за 4,5 милиони евра и државата Македонија ќе ви помогне во тоа, Австрија дефинитивно има право да реагира. Значи, Во Австрија вакво нешто да се случи на фирма од Македонија. Ке реагира нашиот амбасадор таму, мислиш нема да реагира? апсолутно. Еве се, не знам Значи, кој ја е. ликвидирале. Трифон, нели? Трифон таму имаше фирма, така? Ја ликвидирале фирмата, си ги извадиле парите, луѓето не можат да си наплатат. Како ќе наплатат бе? На Ѓорг Вуцас, Да. вчера му врати Зоран Заев. Ајде да видиме Да како ја му прочитам врати. целосна Молим те, ти реакција. имаш тука една убава дикција. Значи, кога Заев почитувани опрашан. слушатели, запамтете кој е ова лудило што следува. Заев вели: целосно се одградувам од било која моја инволвираност во споменатиот деловен спор што се води во судовите. Не ти веруваме. Им прогледале низ прсти, господине Заев, си ги извлекле парите, тие не можат да наплатат. Нема има. Колку што гледам и читам од соопштението на амбасадорот, овој судски деловен процес е јавен и транспарентен, како и сите други судски процеси. Чекај. Апсолутно, господине Заев. Чекај, јавен и транспарентен. Нема Значи, Добро. ние за тоа колку е јавен и транспарентен, говори тоа што вчера дозна цела држава дека се води. Да. Законите важат еднакво за сите и убеден сум дека судот ќе донесе законита одлука, како и впрочем се очекува без разлика за кој граѓанин или правен субјект се однесува. Слично нели кога донесе одлука судот да ве ослободи вас за на 1 евро за вицето и 1 евро за црква. За црква. Да. Нели кога цела држава виде дека правите рекет, но судот тоа не го виде. И јас можам само да апелирам судот и правосудните органи, како и било која друга институција да си носат исклучиво законски одлуки и да не дозволат никој да им влие во работењето и одлучувањето. Тогаш одговорете ни, господине Заев, како им дозволиле да си ги
извлечат парите пред да биде ставена времената мерка, односно за време на времената мерка. Ако амбасадорот и амбасадата го споменат уште еднаш моето име во ваква негативна конотација, нема да можам ништо друго да преземам, освен што ќе морам да ги тужам за нанесена штета врз честа и угледот. Значи, внимавајте, ако амбасадорот и амбасадата го споменат уште еднаш моето име, во ваква негативна конотација нема да можам ништо друго да преземам, освен што ќе морам да ги тужам за нанесената штета врз честа и угледот. Уште еднаш, ако ме спомнете, готови сте. Да, сега прво... Имаме проблем. Ај се прво вака малце Мери Човеков, колку време беше градоначалник на Струмица и премиерот, така? Вака да го собереш 15 години на функција минимум. Од 2003 година до 2016 колку се тоа? 13 години. Веројатно чул дека дипломатите имаат имунитет. И дека не може да тужите дипломат. И дека тоа е суштината на таа професија. Да. Значи, кога некој е странски дипломат, вие не може да го тужите. Тој е заштитен. Има дипломатски пасош, дипломатски имунитет. И може да се повика на тој имунитет. И може да се. А да тужиш амбасада, па види. Амбасада кога тужиш, значи ја тужиш Австрија. Треба да ја тужиш Австрија. Така е. Пред македонски суд не можеш да ја тужиш Австрија. Да. Затоа што како за клевета. Како бе? И не можеш држава за клевета да тужиш, затоа што е држава. Да. Така? Да. Одиме понатаму. Вели, чека, ова е врвот. Нема да дозволам, види го, ајде тој. Не, мора сега да одиме следно што е. И јас се сметам за пријател на Австрија и за време на мојата одговорност како премиер. Нема да дозволам првиот представник на Австрија во Северна со ваква леснотија и без било какви докази и аргументи да го валка моето име. Да бе, аплауз, немате негде таму да пуштите. Не. Тоа пушти еден аплауз, стои. Не, молим те, да го валка моето име. Дали е можно да се валка името на Заев? Одиме со еден аплауз, режија, ве молам. Отиде и аплаузот ве благодари. Ја мислам дека никој не може да го валка името на Заев. Тоа е една морална вертикала. Еден Ганди, еден Папа Франциск, еден за малку Нобеловец. Да. Мандела, така беше, да. Идемо дале. Ајде продолжи понатаму. Вика, следното споменување на моето име на ваков начин ќе значи дека треба да се видиме на суд со амбасадорот на Австрија. Како? Мислам дека за да покаже и докаже, ова му е станало од Бранко. Овако, покажав и докажав ти текнува. Било каква моја инволвираност, во спротивно ќе барам јавно извинување, надомест на штетата за нарушените чест и углед и лично ќе го известам австриското МНР и владата на Австрија за ваквиот однос на амбасадорот на Австрија. Знае ли Хојти што прави? Знае ли сте департаментот што прави Хојти во Македонија? Да, ова е бетер. Ова е бетер. Чека се. Георг Вуцас, австријски амбасадор, ај ке видиме, ако го отпиви ка Австрија може стварно на своја рака. Така се. Еве Методи Ангелковски нашиот слушател вели нека му ветат австриците 1% на Заев, ќе го реши проблемот и сам со себе. Не бе, ова не е нормална работа, бе. Како ќе тужиш амбасадор, има дипломатски имунитет. Значи прво како ќе тужиш амбасадор, второ сака амбасада ќе тужи, вика го. Ама не можеш ти, амбасада е странска држава, тоа е екстериторијално. Значи, како ти не може македонски суд да ја суди Австрија. Не може. Да суди странска држава, затоа постојат меѓународни судови. Што пак не може да суди, спроведи ја пресудата. Како ќе спроведеш пресудата? Сега друга димензија. Вика ќе го извести австриското и се види се. Ово излегу у медиуми, а овој мисли дека австриското МНР тоа не го гледа. Така, тоа не Чивака се, да бидеме конкретни и јасни. Ова може да значи едно вето за Македонија од страна на Австрија во преговорите за членство во Европска унија, кои не се ни почнати, а нели Заев ги почнати. Абе, Австрија толерира секакви глупости од Балканот, затоа што има една балканска димензија, филмите тука и работат банките. Не, и културолошки сме многу слични. Значи, и знае со кој си има работа, така да кажам. Ама, види, кога ќе доби ова соопштение. Ја имам еден пријател, директор на една македонска компанија, еднаш ми рече, па вика, ја повеќе се навредувам кога ќе ми рече дека сум германец од кој се навредувам кога ќе ми рече дека сум балканец. Ајде вака да ви кажам една работа. Значи, амбасадата
не Австрија. Австрија знаеме колку е инволвирана. Еве да ви илустрирам. Амбасадата на Бразил и на Аргентина, што се наоѓаат во Софија, таму не покриваат, и Министерството за надворешни работи на Бразил и Аргентина. Предплатени се едно 40 до 50 извори на информации од Македонија. И дескофицерите, кога ќе седнеш со дескофицер што е за Македонија, дескофицер, не збориме за амбасадорот, дескофицер што е во Бразилија и во Буенос Ајрес. Само ти кажам. И сега, они таму знаат повеќе детали што се случува овде, него ли... Само секунда. Перо Ангелов му одговара на Методија Ангеловски, вели зошто да земе Заев 1% кога веќе земал 100%. Значи, тука имаме тука е еден случај, почитувани слушатели, ова е... Не, види, за правничкиот дел веќе најавиме, веќе разговараме, ќе дојде еден адвокатов дека... Ова е класична ситуација во која имаме вчера, знаеш како завчера не нарече Ковачевски, како ја нарече држава? Да, северна економија. Северна економија. Значи, ова е класична северна економија ситуација. Значи, во Република Северна економија, го цитирам премиерот, ова е многу нормално што се случува, а ова е едно од најнормалните поведенија кои може да го очекувате од фамилијата Заеви, кои се... Не, ама има една, види... Знаеш како да ви објаснам? Мене овие од Европа ми се чудни. Значи, најискрен да бидам. Мене дури австрициве ми се чудни. Најдоа будала, не знам што направија, таа будала залета као... Волукупус, да, тоа е терминот, го смени името, направија 350.000 глупости во овие 5 години. Нели беше на новогодишен концерт на Виенска филхармонија? Апсолутно, да. Меѓу председател и премиер. Го канеа, му доаѓа, тука му дава поддршка. Па мислам дека беше у смокинг таму, да. Сите тие работи. Му дадоа отворена карта нас тука да не тероризира, да не краде, да не се што. И сега кога удрил на нив 4,5 милиони евра ги закрпил, што да кажеме ние бе милиарда годишно што е корупција во Македонија, они за 4,5 милиона сега тука ми се прават. Се фатија. Ме разбирате што сакам да кажам? Видете како ни е нас. И видете како ни е нас кога вие ги поддржувавте овие да дојдат на власт. И сега кога ве заклеа вас со 4,5 милиони евра, сега имаме проблем. Ма не е прв пат. Ова е, значи, види, за јавна реакција на амбасада, замисли, си се дружеле, имаше прилика покрај мене, не само со македонски, и со странска дипломатија, и ти самиот имаш мрежи на контакти со нив, забележуваш колку се воздржани луѓето. Дури овие што ги мислиме дека се нели најактивни, како американците, како не знам, французите, европејците, си забележал во разговори, еве, со новинар како тебе, колку се воздржани. И колку внимаваат да не дадат оценка, или кога ќе ја дадат да биде тоа, како велиме, кажано со дипломатски речник. Europe is the most sexy lady in the world. Види го дипломатскиот речник, вика. Каде беше? На австриската амбасада. Вика, вели, станува збор за злоупотреба од страна на отвор извршители судски функционери, кои се под влијание на фирмата должник. Е нормално. Бара надлежните судски органи, обвинителство и стручни комори да реагираат и да го спрешат криминалот. Ама криминал е. Ја му верувам. Јас му верувам на австрискиот. Ето интересно, од кога ова кажа злоупотреба, криминал еден друг, и сега тонот малку се сменува и вели. Една од фирмите, запирка, преку која се испумпува имотот на фирмата должник, е во собственост на Емилија Заева Костова, запирка, братучетка на Зоран Заев и сопруга на самиот должник Антонија Костов од Баландова. Значи не, ова е кланот Заев. Не, ама види. Ја заклел некоја фирма во Австрија, тоа е тоа. Вие да знаете, почитувани слушатели, колку македонски фирми се соочиле со од фамилијата. Нема, чека, те прашам се една работа. Еве, малце да го разложиме ова. Се ставам во ситуација на ќе тужиме Австрија. Да. Оптужите Австрија. Баш капа да не збориме дека австрискиот амбасадор е еден најжестоките поддржувачи на уставни измени.
За ова со и јавни... многу повеќе ќе разговарам Ивица по рекламите, малце да се одмориме од сета оваа работа, со Заев да земеме воздух. Ама Значи- види, и кога го нема И- е забавно со него. Како? И кога го нема е Бараме забавно. Заев да се врати на политичката сцена, го молиме. Ковачевски е многу по-монотон од него и ама се очекуваме па и Ковачевски да го поддржи Заев односно оваа работа. Одиме со реклами. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Ивица, една мудра мисла од Заев да пуштиме? Која? Многу Има се. многу, А, добро. но еве да се подсетиме. Ајде. Едно. Внимавајте. Говори Ние имавме 4 часа секој ден, среда и петок по 3. И шо ни фали? Јас премиер стана. Лидер FM. И шо ни фали? Че Австрија ќе ја тужиме. Ама не, се ајде сега да се ставиме, ајде, знаеш дека и по Винската конвенција и предходно дека сите дипломатски представници во земјата се еднакви, така? Че ја тужиме Австрија. Не, сите нели представници се Добро. еднакви, така? Добро. Се потепаа бе вчера на Фейсбук и по тие работи суверените да го бранат. Значи пред колку дена беше, пред недела дена се поздравуваше громогласно црнава листа на американциве, како тоа било, нели. А сега суверенитет брана. А истите луѓе, пази. Ама не, остај тоа сега. Кај е конзистентноста Остај тоа, тука? остај. Тука има сега друга димензија. Која тука? Ај малце озбилно да ја фатиме работа. Ајде. Значи, уште еднаш еве да го кажеме случајот. Фирма на фамилијата Заеви, Олграно еден од фамилијата Заеви, зафркнал австријска фирма за 4,5 милиони евра, австријци ве тужат, овие си ги извлекле сите пари од фирмата и системот тоа им го дозволил. За да не ги наплатат преку извршување овие 4,5 милиони евра. Да. Што говори тоа? Тоа говори дека Зоран Заев се уште ја контролира Апсолутно се оваа сомневаш. влада. А се сомневаш. И говори дека целиот... Не, убаво да ги кристализираме работиве. На сите ни е тоа јасно, но еве преку еден практичен пример. Нашите слушатели, нашите гледачи на YouTube, ве молам ставите subscribe на нашиот канал, да знаат дека овој систем, ова што го гледаме како владење на Димитар Ковачевски, е всушност Зоран Заев. И целиот систем кој е под контрола на СДСМ е ставен на располагање и забогатење На бандити. на бандити од фамилијата Заеви. Не само поширок е списокот сега. Дали се разбира? Поширок е список. Сега наводно не знаеме, нели? Значи прашалник ставивме. Прашалник ставивме, да. Дали е тоа така, не знаеме, добро. Не, Да. види. Да подсетиме Затоа што само, види, да. ние зошто го кажуваме ова? Фамилијата Заеви беше фатена во од Глобал па наваму, беше фатена во толку корупцијски скандали, во толку корупцијски афери, од камиони у Рек Битола, Мицкоски што го вадеше тоа дека преку нив идело, од ова што се случило, до се и се што секакви комбинации, до тие зградите што се градеа во Струмица, на еден или на друг начин со прикриен печат беа вмешани и во оно што се случуваше со Евростандард банка, сеќаваме. Значи, сегде ги има, нема голема каша попара каде што не ги ја нема. разоткри до крај таа сторија Трифон Костовски, меѓутоа евидентно е дека имало тука И струмичка некој- линија. Да. И ниту еднаш не одговара пред судството во Македонија, а не одговара Зоран Заев ниту за она еклатантна ситуација во која пред камера беше снимен како бара мито. Пред камера. Пред 1 евро за црквата, 1 евро за за вицето. Ни за ништо не одговара, затоа што судството и обвинителството се во нивна стрега, и сега почнаа да тероризираат и странски држави и странски фирми. Не им е доволно тоа што го направија овде, сега еве почнале да крпат и австријски компании. Австрија реагира и сега ние Заев ќе тужал Австрија. Ќе видиме како ќе заврши се ова.
чим амбасадор излегол не е наивно, тоа значи дека цела држава стои за ова, и ова може да донесе сериозни импликации за нашата земја. Да. Крај крајва Австрија може да ти забрани нели со фактури плаќање, мора пред плаќање да биде да соработувате со било која австријска фирма. На таков начин да почне само да се фактурира, и тоа може системот да го направи преку тие банкарски. Да, а само да се вратиме, ај се не така одамна, затоа што знаеш дека овие ние ги викаме тие некрстени денови, нели? Меѓу некрстени денови. Оние предпостите, како ги викаме, од Божич до почеток на пости. Има некој име религиозно. Во тој период во Виена се одржуваат балови. Тоа е балската сезона, знаеш. Добро. Значи балската сезона завршува кога почнуваат пости. Тоа е, нели? Тога се Мада католиците немаат пости кон имаат, нас. како немаат, истото е. Значи, кога... Не се они само среда петок. Не. И таму пости се пости, канон е канон на црква. Значи, кога после прочка, нели? Прочка е карневалот, нели? Рио, не знам, Марди Гра, Нью Орлеанс, тие работи. Овакво, кај нас прочка. После тоа нема балови. Значи, балската сезона е тогаш, има разноразни балови во Виена, нели? Го знаеме, не знам, има ловџиски бал, ваков бал, онаков бал, едно друго, и има еден оперски бал. Не знам дали знаеш. Еве, еден наш слушател вели бесирени денови. Да. Прв пат го слушам термин. И вели се. И, значи, има оперски бал. Секоја година има оперски бал. Најчесто на оперскиот бал присуствува председателот, премиерот и така натаму. Не така одамна. Пред само 4 години. Свечен гостин Беше на премиерот секој ден по 4 часа, среда и петок по 3. Да. И што ми фали, јас премиер. Свечен гостин на австрискиот канцелар Себастијан Курц беше Зоран Заев, кој што отиде таму или со неговата сопруга, и нели владата, овие средношколциве толку беа воодушевени, па имаше нели повесници како биле Во кај била халината. па елеганци, чуда, врагови И такви и така некои натаму, работи, па да. дури колку чинеле овие билетите излегуваше како во ложите кај што бил Заев, било над 2000 евра, он поканет нема, нели, тука немало фискални импликации за државата. Па што да ти кажам, па колку што знам ја бил настан со бела вратоврска, значи со фрак. И види се, од фракови, од дружење со Себастијан Курц и со председателот на Австрија, види до кај стигнав. Од сериозната кампања на Нано Ружин и Фрчко да го направат Не, види до Нобеловец. кај стигнав. Глеј, истата држава е. И се сомнева некој дека пред малку што тргнавме. Дошла фирмата, им рекла на амбасадава вака и вака проблеми имаме, така? Овие јавиле у министерството, дошле, правиле демарш у МНР, никому ништо. Сигурно отишле демарш правиле и у премиерот, кај председателот, никому ништо. И потоа дипломат, сигурно рекол амбасадорот на некој од соработниците, ајде се заврати ти ракави, отиди до судство, обвинителство, нотари и така натаму, праши што се случувало. Некој дечко или девојка што работи во амбасадата, отишле, прашувале, и на крај, веројатно, муабетот бил таму, не се меше со оваа работа, знаеш ли кој стои за ова? Предпоставувам. Ништо чудно, имајќи предвид оваа реакција, да имало и контакти имало обид за контакти со семејството. Меѓутоа, кај се прави контакти со нобеловци, знаеш, ова е австрийски амбасадор, сега тука ќе контактира со еди кој си при луѓе што да, се согласувам. Така што морам да кажам дека ми се допаѓа оваа иницијатива, јас навистина би сакал да јас ќе отидам таму да наблюдувам како ќе тече судскиот процес против амбасадата и против амбасадорот, двата, да. Не ќе се најавам таму. Не мора да се најавиш, нели во суд доаѓаш и си влегуваш, можеш слободно да се Ама не можеш да тужиш амбасада, тоа е. Не, сигурно е интересно. Сигурно е интересно. Овако, сега, види, можеме тука да влеземе да анализираме и други работи. Дали ова е
од амбасадата своевиден притисок во судството и обвинителството, па сега, да се разбере. Ама не, види, нема друго чареби, Ивица. Да. Значи, ај сега разбери ги луѓето. Они си ги застапуваат од тие 4,5 милиони евра, 450 евра се данок за Австрија минимум. А чекай, даде за Мерко дека го брани Соопштение Заев? Не, Зашто? не знам. Не Како знам. беше да победи честноста, да победи... Да победи Мерко, да. Ја барам насловната слика, ја правам, после им брам со шлемови, ке ги ставам сите дека војна на Австрија ја објавуваат. Види, Цвајн бандитен партизанен. не е така. Значи Последниот пат кога овдека имало австријски трупи е за Првата светска војна, знаеш што? На Солунскиот фронт. Меѓутоа, па со Австрија, па нешто ние ко Македонија не сме имали никогаш лоши односи. Не знам од дека оваа работа се. Да. Ова... Ке го ставиме и Стевица исто на слика со шлемчета, се сеќаваш? Да. Лудила, почитувани слушатели, лудила да видиме што ќе се случи со овој судски процес. Ивица, друго интересно, не знам дали следиш, се извинувам, почитувани слушатели, се случува и ова, не знам дали следиш ова со како се вика, со внукот на Али Ахмети. Го следам и тоа е, мора да ти кажам дека е фрапантно, ама и тука виде дека е австрийска фирма повторно. Да. Значи, нешто овдека, нешто се случува во... Нешто смрди. Нешто смрди. Како што забележав, студирал добро сега, детето доаѓа од имотно семејство. Студирал во Атина, на Атенс коледж, кој што Не бе, на Американ студирал, овдека на кај нас, Американ, да. а таму бил на И- средна школа, или? па не знам, и после од Америка, на Американ има тоа име на вистина добра програма, еве, за сите кои сакаат да студираат паметно во делот на бизнис администрацијата имаат, можете 2 години студирате овде на Американ коледж, третата година ја завршувате на Тор Вергата во Рим на универзитетот. на Нема, нели државниот. овој бил во, он се пофали, колку што знам ја, тоа е врвно и прескапо средно училиште, се вика Атенс коледж, значи Атински коледж. Нели се пофали дека таму бил? Па таму веројатно учел средно, да, но факултет Како има се викаше дечкото? небитно. Како? Дрим, да, еве. Дрин. Дрин, да. Ахмети. Добро. Еве имаме тука, гледаш, имаме и Како бе цела фамилија бе испадна, бе само бизнисмени, бе одали Ахмети? ама не на Сити, на политичари, Заев знаеш ли. фамилијата исто. Некој доктор да видиме, бе, некој Да. научник. Мислам дека ќерка му на Заев студира медицина во Софија, така? Да. Да. Со среќа нека е. Да, Чудно се на некој све на Ковачевски сопругата, на Заев братучедите, децата, све све бизнисмени во држава. Предприемачи, знаеш, предприемачки дух, види, сега немој ти тука љубоморно да настапуваш. Луѓето влегуваат во ризик, луѓето вложувале цврсти семени вредности, образование, тие работи, знаеш како иде тоа? Да, и тоа што викаш. Да. Како што, значи вака вели. Еве го. Добро. Да, бил на Американ, точно. И Тор Вергата трета година, тај има извонредна програма, значи морам да ја пофалам. Тоа е многу интересно затоа што А студирате. бил на постдипломски студии во Дјук. Добро. Дјук е добар универзитет. Да, се може Ама и бил, тоа. значи не пишува што завршил. Тоа е некоја Добро. екзекутивна програма, Такова вајде. Харвардов. Да, на Ковачевски. Учел за финанси, банкарство, бизнес менеджмент, инженерство на нафта и газ. Браво. Бе, види. Ја така реагираш. Аллаудам. Но на веќе на 19 години, додека студирал, паралелно водел бизнис. Тоа е талент. И затоа брзо, ово е како Цукенберг. Да. Како Цукенберг, знаеш. Ова ко Цукенберг, значи седнал, водел бизнис, Паметна растал. фамилија бе, паметна Да, фамилија, да. што да кажем. Еден аплауз ме молам за фамилијата Ахмети. Еве гледаме режија. Еден аплауз за фамилијата Ахмети ве молам. Ајде.
и нив да ги испоштуваме за нивните бизнес венчурс. Честито Ахметиевцеви завет. Бил упорен, непоколеблив и лојален. Леле. Види овај... А чекај, Ивица, зошто ние во држава воопшто сомневаме дека ова е корупција? Некој помислил дека може стварно овие луѓе на вистина многу читале. Може стварно ЗАЕФ не е вмешан во ова судскиот спор. Еве, гледаш, објавил некоја фотографија кај што го ставил Али? Черчил и рекол социјализмот е филозофија на пропаст, кредо на игнорантност и како да евангелие на завист. Неговата инхерентна вродена доблест е еднаквото споделување на мизеријата. Винстон Черчил. Еве јаке... А инаку знаеш дека дуи се види Се левичарска партија. да, социјалдемократска. Еве сега јас да им одговорам во односно ја како голем почитувач, све имам прочитано од Винстон Черчил, го почитувам Винстон Черчил, но неговата критика на социјализмот не може да ја гледате од македонска призма, затоа што тука социјализмот значи нешто сосем друго од тоа што значи во Велика Британија. И еве јас ќе им кажам на сите овие големи черчилијанци во Македонија, тоа што социјализмот го изгради во нашава земја, вашите фамилии не можат 30 години да го искрадат. Уште крадете, уште не земате и се уште не можете она што... Се уште до крај не може да го раскрчмите. Го крчмите 30 години. И сега, ако се види, сега Черчил го разбирам сега, ако ти се родиш во фамилија што има барем едно 400 години аристократско потекло и има едно од најраскошните палати, ја има во собственост на... А овој дечко се родил во фамилија на герилци. Па нели едно време кога се правеше мит околу честноста на Али Ахмети, се зборуваше како кај татко му на дечково, кај брат му, нели, најпосакуван одмор му бил бачилото. Во бачилото, нели, на брат му, така се одмарал од... Знаеш дека понекогаш, знаеш, кога читаш вака овие работи, глупости, вака ги помниш кој и таму имаат некои, како се викаше, средношколец дуи што такви глупости објавува. Така што ова е черчилијанство, па страшно. Интересно е што и во однос на двата случаи имаме една мукла од председателот Пендаровски. Го нема нигде. Ке приметиш? Па, види, а кога го имаше, па сега да го нема? Добро. Еве, например, ова е под негова ингеренција, човече. Ова со Австрија, нели, дипломатските представници, нивните, кој ги прима и ги доделува акредитивите за дипломатите во Македонија. Кој ги прима, мислиш? Кој ги прима, да. Председателот, а он ги дава на нашите што ги дадат во... Не, таму се чуваат. На нашите што ги... Протокол, пардон. Да, така што види. А ништо чудно, од кај знаеш, може ќе прогласат персона нон грата амбасадоров. Затоа што им влегол во... Да, може ќе намалиме дипломатски односи со Австрија. Затоа што... А види, може па ова е стварно на своја рака, еве, до вечер Австрија ќе го отповика, може? А, нели? И тогаш мраморец ти отвори Колку што чоколадата. знам, види, ја мислам дека он е и на крај на мандат, колку што јас се разбирам. Овој Дрин Ахмети имал и концесија за мала хидроцентрала од 2019 година. Колку години имал тогаш дечкото? Па сега кој е 23, 19, 21 година имал тогаш. Машало. Алалда му е, бе. Види. Алалда му е. Не, наши веќе седат по дома, ќе пијат кафиња. Гледаш, детето си учело, па ме нормално. експлоатира по 15.000 денари плата зимаш. Да. А гледаш, детето си учело, си се трудило, си вложувало у себе, а не вака као некои разноразни тука удржава, после ти изиграваат. Се прават паметни, анализи ќе ти прават по радио на Сабаја. Анализи по радио ти прават едно друго, еве и колегите тука што ни помагаат од техника, сега мислиш дека прилично се експлоатирани и они, за жал. Вистина, само да знаете, крај на мандатот му е на амбасадорот, значи он дошол септември 2019, значи
неколку месеци е пред крај на сега може ќе продолжи, не верувам, тоа нешто не се случува, да. Пошто се вика Дрин, Богдан вели, ако заврши на црна листа, ќе биде црн Дрин. Не, но ајде да се вратиме на темава, значи, еве, да го повикаме Богдан да ни се придружи ако дојде до судење на австрискиот амбасадор, тоа е и да го викнеме и мораме и некој правник да викнеме ова Лјупчо. Да. Мислам најубаво да викнеме професор по право. Еве Звонко Анкуловски да го викнеме со нас да дојде да го Еве, наблюдува, Климент вели, да. guilty pleasure ми е емисијава, поздрав. Което? Значи, благодариме на убавите зборови. Вчера на YouTube ни рекоа дека требало да ставиме Ивица, ја и ти само уште она као се вика, рече ги, уште шами како две баби на чешма сме оговарале во емисијата. И добро ви, секој не доживува на различни Почитувани нешта. слушатели, може би ние сме две баби, ама бабите се поштени за разлика од овие кои за 4,5 милиони евра закрпиле странска компанија и сега тука нешто. Не, види, ова, пази, пак, кога го ставија Мерко на црна листа, гледам цела држава се потресува нешто на друго, така. Ја уште не знам зошто е тој на црната листа, искрено зборуваме. Сега, знаеме кој е Мерко. Еден многу пикторескен лик, така можеме да кажеме. Еден од Не, види сега, ги знаеме корупцијските скандали, добро, него се меѓутоа, објавија. зошто? Еве, конкретно сега, треба нешто да се каже зошто. Генерално, Не може вака од око, миричи Не може мене да го осуда. Ама не, вака од око, корумпираме. Абе, добро сега, и Наси Заев ни е од око, реално. Ама, Заев е невин пред овдека Македон, ти цела дава, фамилија. ти дава цел случај. Па таму 6 случаи. Вика ти дадоа времена обвиница. забрана имал, немаше која има. Вика времена забрана, вика има за продажба на... И они све И распродале. они све распродале. А не е нормално, еј. Не, ама види го ланецот, види ја дрскоста на корупцијата тука. Види ја дрскоста. И сега ќе Значи, види, јас во животов познавам многумина нотари, извршители и така натаму. Тие што јас ги познавам, сега ќе ти кажам. Па Господ Бог да му се јави. Он да влегува. Значи, пази, знаеш кои кривични дела е? А, нотарот продавал имот, заверувал, кој продажни договори, така? Извршителот таму нешто извршувал. А има времена забрана. Ова се кривични дела во след. Така се вика, нели И се поради фамилијата Заеви. Тоа нив ги нема нигде. Кој? Формално правно, нели како? Не ги има, значи зете фамилија. Добро, ама не е крвен. Да, бе, тоа дали се меѓу себе се привлекуваат да ти кажам со предприемачки дух, па и зет, па и сна и Еден така од натаму. првите скандали, ама тоа не беше ни скандал на времето. Мислам дека се работеше за вработување така нешто на сопруга. Тогашниот заменик министер за правда од ПДП Мерсин Положанин, нели? Кој во тој момент беше па најголем борец против непотизмот, нешто ја вработили жена му такви некои работи. И тогаш коментарот во македонските медии беше вика, па не е тоа непотизам. Зошто? Жена не е род. Така и овде, зет не е род, ама и братовчеткава била ко собственик, па. Тоа е род. Да. И во иста куќа живеат, пошто Заеви... Не знам. Не знаеш тоа? Не знам. Па Заеви сите со се први братовчеди, све они имаат као еден ресорт во Струмици, кај што им се сите во еден двор куќите наредени, малку функционираат на тој... Ајде да не го врегам начинот на живот. Ја не би живеел така со брато. Такова на Лонг Айленд што кума еден Корлеоновци. Так. И дури нели ама таму Пени која се омажи керка на овој на Дон Вито Корлеоне, они остану отидоа на страна да живее, па Сони која ја тепаше муши нели отиде таму, тој тогаш го убие Сони, Да. така беше у тоа. Заеви не ризикуваат на тоа, они сите тука, ба се да нема мрдање. Али тоа е, например, лесно за апсење. Например. Тоа е прилично лесно, пошто сите живеат на Не, види на ова, едно види ја место. дрскоста е. Да. А ова па, како вели, ке тужи амбасадор. Не, ова. Ке тужи амбасадор, ке тужи. А сега може ке се појави у медиумиот, кај да знам, еве нека дојде кај нас.
Кој? Заев. Секогаш. Траен договор му нудиме на Зоран Заев. Значи на Зоран Заев му нудиме еспресо со Златев и Боцевски. Кога сака? Кога сака, за него емисија, кога сака, чај со Зоран Заев, сам да биде у подкаст, со луѓе да биде И у виски подкаст. може све што сака. Значи за Зоран Заев Да. имаме отворена покана што сака да прави. Политика на отворена врата. Затоа што нас рейтингот не интересира, па ти тука да си изналупон саат време, тоа ќе се прераскажува 3. Ти не видел, иде у Давос, у рокот саат време у Давос, он лупа глупости 2 години не може да ги покриеме медиумски. Ме разбираш? Тука да дојде, секој ден по 1 саат да збори. Затоа веќе Па не го тоа- викаат. И они се изненадени, они им треба време тоа да го процесираат. Да го сварат, Да. така е. Europe is the most sexy pill lady in the world, која збориш. Ама не беше бе тоа на Давос беше тоа? Не. Не, тоа беше пак некој форум беше. Секој Да не беше вам у Братислава, Глобсек. негде беше. Да. Значи неважно, отворена покана, кога сака, колку сака медиумски простор господинот Заев има од нас. Ние Ке ризикуваме и со Совет за радиодифузија, може и на англиски, може и на српски, или ги познава. апсолутно. Да. Може еве се тама назил да му даеме и Порошенко ќе го земеме тука да дојде. И ми се чини дека нели Ексклузивно интервју на Заев со Грета Тунберг. Он да ја прашува. и со Порошенко, И со Порошенко. Тоа ќе бидат гледани емисии. Ама знаеш. вистинскиот Порошенко ќе рече. I'm the real one, да рече. Вика, а замисли тие да го искористеле бизнис некој да договорили у име на Порошенко. Па мислиш не договориле? Па година дена комуникација. Година и пол беше, така? Опозицијата во меѓувреме, еве нив да ги покриеме, во Брисел, Мицкоски, Николовски, Муцунски. Мицкоски вчера имаше изјава, вели владата од Брисел барала да им се врши притисок на ВМРО ДПМН е да прифатат уставни измени. Значи сакале пак некој друг да им ја заврши работата и барале од Брисел да ја притисне опозицијата. Сега еден пријател добар ми испраќа некоја локација, вели покрај резортот во Струмица, Добро? имало и нешто меѓу Ханиоти и Певко Хори. Тоа на краци вели у Хелки. Добро? И тоа така изгледало, како се вика. Абе така племенски си живеат Да. они сите заедно. И вика дека како чекај вели дека централното ова како има вицето и лево и десно од него се братучедиви распоредени. Да. И вика дека македонците кои што често идат тамо на ова место меѓу Ханиоти и Певкохори му дале име. Добро? Се вика Нео Муртино. Нео Муртино. Да. Така што Абе знаеш чека да видам кај се наоѓа. На првиот крак гледа кон вториот крак. Така. Тука е тоа. Ова, тоа е... Нео Муртино. Па види, може тамо да се направи друго нешто. Таму може да отвориме и хотел еден, што ќе се вика на Мирчо Бишкарникот. Не, тоа е не се. Мирчо си е, значи, Мирчо си платил да не го вознемируваме човекот. Молим те, значи. Он си платил евро за црквата, евро за Да, Мирчо, за вицето. на Мирчо само посакуваме дол кубав бизнис, едно друго. Бишките да растат. И ја мислам дека Да не ги тови многу со концентрат вештачки, дека поише доби 30 да им бесплатна дава. промоција Мирчо. Нема телевизија што него не дознавме дека Мирчо имал бишкарник, нели? Да, значи ја мислам дека Значи- во Македонија дали не знам дали Агрија или Мирчо е попознат свињарска фарма. Мирчо не е Мирчо. Мирчо. Да. На Мирчо Да. Бишкарникот е своевиден, како да кажем, символ за тоа како функционира нашето општество, економската доктрина која СДСМ ни ја воведе во држава и еве сега австриците не сакаат да ја прифатат како начин на функционирање. Која е економска доктрина? А 1 евро за вицето, едно за црквата. Сега тука и не знам црквата што Ама добила. црквата нели не е едно правно лице, него се поделени по епархии, така што Црква е црква сега. Црква е црква.
Баш Заев нели широко град, може мисли. Знаеш дека со нив Може ефемизам е црквата, знаеш, по 1 евро не само за Македонската православна црква, туку и за ИВЗ, римокатоличката, протестантските, еврејската заедница. Знаеш дека Баш кога ти текнува дека само во Македонија се случи тоа. После официјалното отварање, по втор пат Заев го отвараше меморијалниот центар на Холокаустот. Тоа беа некои... не, ама има тука и нешто друго, видите. Сега вака. Значи види, Заев нели е мераклија на мотори да вози. Аха. Сега вчера тоа коментиравме за Филипче што се заедно во таа работа и Филипче е нели сега моторџија, но таму има и еден владика кој редовно вози Харли Дейвидсон. Не знаев за... Али добро, сега види, па владици и така православието ги тера у тој зизи. Значи, чекай, сакаш да кажеш, ако имаме овие во Америка се Hell's Rider, ова е Paradise Rider, веројатно. Да, така? Переда моторџиство... Рајски јавач. Рајски јавачи. Јас се сеќавам... Не, али види, ова значи, пази, вчера бе фрапиран, значи луѓе што на вистина сум имал превисоко мислење за нив. Гледам, малтретираат јавно 7 дена за Рами Смерко. За Рами Смерко. А за ова муќа? Не. Суверенитетот. Да не се мешаат австрициве. Па осудуваат австрийска амбасада, презумпција на невиност, молим те. Сега пази сега. Мерко ми се жени сакаат на площад да го бесат зашто завршил на црна листа на Америка. Еден случај не спомнаа до сега. Ги спомнаа 6 сега. Види, тоа е интересно, тоа треба да видиме, можеби треба да ги поканиме овие од антикорупцијска, мислам, некој пречувствувам дека можно е американската амбасада да користи представки на антикорупцијска за оваа работа. Значи, ајде да ќе викнеме некоја таму чисто да ги анализираме работите. Тоа е една од институциите која навистина добро работи и штета што системот ја има онака изфрлено на страна. Јас сум искрен да бидам. Јас сум не сакам такви тела кои што лебдеат во просторот. Можеби еден етички комитет на парламентот ќе беше подобро. Овакво, меѓутоа, добро, така сме решиле, така да тераме. Значи, почитувани слушатели, Заеви си кјаријат 4,5 милиони евро од австрийска фирма. 4,5. Кој ти ги дава? Апсолутно. 4,5, кој ти ги дава? Ние ќе плаќаме кредити, ние едва ќе зимаме плата, едва ќе полниме гориво, нашите деца едва ќе им купуваме облека која ќе почне школската година, едва ќе заштедиме пари да одиме на одмор, додека они си имаат цел ресорт за себе. Да не заборам, вика. Нема да дозволам на првиот претставник на Австрија во Северна со ваква леснотија и без било какви докази и аргументи да го валка моето име. Аплаус. Аплаус. Не ли е? Аплаус. Забележуваш една поетика. Аплаус. Дали забележуваш една поетика, една лирика, еден талент за... Ама пази, не, види го пичот што како му влага, брат. Значи, кој си ти бе за мене да збориш уште еднаш името, да не си ми го спомнал? Ќе морам, вика, да ги тужам за нанесена штета врз честа се понаша Ама не. Австрија види го каков арамбаша, брат. Се понаша као оне да е тука, не знам. Кој си ти да ми го спомнеш името, му вика на австријски амбасадор. Затоа што кажал дека украле 4,5 милиони евра. Не, ова е психологијата. Лично ќе го известам австриското МНР и владата на Австрија за ваквиот однос на амбасадорот на Австрија. Тек му речат парите да ги вратиш. Не, ама сваќаш кој односов. Парите да ги вратиш, Зоки. Да. Зоки, парите. Не, јасно ти е зашо се случува ти откажат реклама. Што? Па гледа, лично ќе го известам австриското МНР. Ма не, он лично нашите реклами лично он ги известуваш ти. Не, лично ќе го известам австриското МНР и владата на Австрија за ваквиот однос на амбасадор. Чекај сега, владата на Австрија и австриското МНР не знаат што им прави амбасадорот. Па една Македонија бе во секоја секунда знае што прави секој амбасадор наш. Не. Значи, мораме да ја дадеме диагнозата, почитувани слушатели, диагнозата е дека за жал голем дел од вас 2016 година си го гласаа. Да, и одеа по улици. Потоа да. Шуто и рогато ти голем дел од вас па Нобелови награди се лета, бе. Голем дел од вас поддржуваа промена на име,
голем дел од вас, Стево Пендаровски го гласа, голем дел од вас и во 2020 година, во таа година на корона, повторно гласаа за се ова. Овој рамбаша, кој е сега станува и меѓународен проблем на нашата земја. Не, во моментов ова соопштение ова соопштение ќе ги разбуди луѓето со кои што овој не, да се разбереме, ќе разбуди многумина кои што со него тикви садеа. Да. И сега и овој рамбаша што го прави ова, да бидете целосно сигурни дека е ваша, односно наша вина. Вина на нас како луѓе кои не успеавме да изградиме систем во оваа земја кој ќе ги превенира ваквите престапници од тоа да дојдат до јавна функција, камоли да станат носители на највисоки функции во нашата земја и да ги креираат нашите судби. И да бидам искрен, со премногу блиски луѓе престанав да зборувам во животов кога ми тврдеа дека престанав да зборувам за политика. Генерално, знаеш, немаш заради политика да рушиш пријателство, срамотета, така. Или роднински односи. Меѓутоа, премногу луѓе ми тврдеа, прекинав да зборувам за политика, што нема поента. Кога ми тврдеа дека Заев бил наместен за она евро едносовицата, 1 евро со... Веројатно и ова сега бил наместен од австриците. Не само тоа, него, после замисли судот го, нели, ако после ова соопштение, неговото, баталија амбасадата, ова соопштение, негово е признание на вина. И не само тоа, да знаете се што е Ковачевски, се е Заев, затоа што Ковачевски ама се гледа од ова, не бил нигде на избори, да се подсетиме, Ковачевски е донесен на власт од Заев, стаја на функција од Заев. Да, и да најавиме како што разбравме дека заради сумата која што е губи компанијава, најверојатно во петок имаме еден гостин кој што ќе ни објасни како се тоа ќе го плати, погоди кој? Република Македонија. Односно, јас и ти и сите наши слушатели ќе оплатат ова од своите даноци, затоа што на крај таа најпознатото македонско семејство малку се заиграло. Можеме така да кажеме. Па да. Малку повеќе се заиграло. Да. И ние пак ќе продолжиме да ги живееме нашите животи многу посиромашни од нив. Тие на наша сметка ќе имаат куќи, ресорти, ќе прават се и се што додека ние живееме така скромничко, но почитувани слушатели, па за разлика од нив барем сме среќни луѓе. Затоа што да седнеш на некого да му украдеш 4,5 милиони евра, може само да си несреќен човек. Само несреќен човек има порив да украде 4,5 милиони евра. На среќен човек доста му се 20, 30, 50 илјади денари да си помине убаво, и да ги заработи со своите фамилии, кои честно си ги заработил, да си помине убаво со својата, да си спие мирно со својата фамилија, да отиде еднаш на одмор, ако не отиде никому ништо, има години пред нас, затоа што на крајот од денот Македонија е символ за луѓе кои се честни, независно од која етничка припадност доаѓаат, но луѓе кои се наивни, а на моменти глупави, да донесат вакви патолошки клептомани на власт. Останете со 107,4, читајте lider.mk и следете го нашиот YouTube канал.